Пратка од 800 пакети со храна, 1700 пакети со средства за лична хигиена и 4000 кебиња. И првичната хуманитарна помош што Црвениот крст ќе ја испрати до местата погодени од земјотресот. Финансиски државава досега помогнала со сума од близу 1 милион евра, а турскиот амбасадор во Македонија се надева дека во наредниот период ќе се зголемува и паричната помош. Согласно сите информации што ги добиваме од теренот. Во текот на вчерашниот ден имавме консултативна средба, би рекол, состанок со повеќе национални друштва во организација на турската полумесечина. Повторно беше истакната потребата од собирање на материјална хуманитарна помош пред се во кебиња, шатори, вреќи за спиење, газиени ламби и така натака. Во делот на остатокот на материјалната хуманитарна помош апелираме уште еднаш да се донираат намирници кои се прават ова пакети со храна и со хигиена, но сето тоа да биде ново, сето тоа да биде согласно тие стандарди за хуманитарна работа кои ние ги нарекуваме минимум стандарди, затоа што останатото видовте овие денови, сведоци бевте на многу иницијативи, но за жал квалитетот на хуманитарната помош не е на задоволително ниво и сето тоа не може да се испрати. Од Црвениот крст потенцираат дека Црвениот крст останува на располагање за собирање на хуманитарна помош, но во рамки на стандардите. Турскиот амбасадор од своја страна изрази благодарност до македонските граѓани и до државата за организацијата и помошта за настраданите во земјотресот. Првата хуманитарна помош од Црвениот крст ќе биде предадена на турската полумесечина во Газиантеп. Aynı yardımlar konusunda Во врска со финансиската помош би можеле да истакнеме дека до минатиот петок, заклучно со минатиот петок, во Турција е трансферирана сума близу 1 милион евра, но сведоци сме на една кампања во широки размери, било на материјална, било на финансиска помош, така да се надевам дека во наредниот период ќе имаме уште поголема цифра која ќе биде пренесена. Во оваа насока сведоци сме на материјалната, на финансиската помош која се одлучува во советите на општините. Тука се стопанските комори, лекарската комора и низа друга институции и установи од земјата, како и нашите браќа, нашите пријатели од земјава, кои, како што истакнав, дека во широк размер организираат кампањи за помош на погодените региони. Истакнам дека со голема благодарност ја следиме теренската работа на спасувачките екипи, не само од земјава, туку од целиот свет. Изразуваме благодарност до сите екипи кои од разни земји на светот се присутни таму. Верувам дека нивниот придонес е многу значаен во достигнувањето на ова ниво во спасувачките активности кои го стигнавме досега, и тие екипи мислам дека ќе бидат испишани со златни букви во нашата историја и во срцата на турскиот народ. Досегашните информации говорат дека засега нема потреба од дополнителни спасувачки екипи. bulunmuyor. Амбасадорот Секис Кјок истакна дека во координација со амбасадата на Турција, тука во Скопје, преку разни невладини организации и компании, досега реализирана е испорака на 850 тони прехрамбени производи, 53 тони облека, 27 тони хигиенски материјали и 4360 кебиња, 186 греалки, 37 шатори, како и 18 агрегати.